Добар ден, почитувани ученици и родители. Денеска ќе зборуваме за правилна исхрана, воопшто за исхраната, бидејќи тоа е опфатено во оној здравствен дел на физичко и здравствено образование или на спортот и спортски активности, без кој ова тема е неопходна. Зошто кажуваме родители, бидејќи вие како возрастни и ние како наставници сме оние кои што мора да ги насочиме кон континуирана правилна исхрана во текот, да речеме, на целиот живот на нашите ученици и дечиња. Зошто ни е потребна правилната или здрава исхрана? Таа е потребна, знаеме, не покрај тоа дека ни внесува само енергија исхраната, но во однос на тоа каква храна одбираме да јадеме по нашите оброци во текот на ден и во полупериод, ни влијае на секојдневното наше расположение, ни влијае на нашата подготвеност. Значи храната ни помага да бидеме подвижни, да бидеме креативни, да ги извршуваме обврските и едноставно да ни биде како некој помагач, лек во завршувањето на што поефективно завршување на нашите обврски. Она што вие треба да го знаете дека во текот на ден треба да имате правилен распоред на оброците, а тоа накратко што значи. По некој правилна исхрана како што е настало, би требало да имаме 5 до 6 оброка во тек на ден. Ние земаме еден пример со 5 оброка во тек на ден, но тие оброци треба да бидат распоредени по некој одреден период и нивниот состав на оброк и обем на оброк треба да бидат различни. Например, ако стануваме наутро, може да поедуваме во 7-8 часот и тогаш имаме, како го сметаме за еден од трите главни оброка, поедок, пообилен, но би требало стениот оброк да не биде во голем период, туку отприлика за 3 часа да имаме една ужинка, која ќе внесе некој овошје, свежо, некој јаткаст плод и така натаму, може подоцна и тоа ќе го кажеме, но она што сакам да кажам е дека од прилика некоја сатница е да имаме околу 3-3,5 часа помеѓу оброците или не пократко од 2 часа, за да има време нашиот организам да ја свари таа храна, да ја иситни, да ја свари, да ја разгради и веќе да ни биде подготвен желудникот да внесеме нешто ново или да го освежиме, да не го исцрпуваме организмот со нејадење или пак да не јадеме цело време постојано на краток период, па тогаш континуирано да ни биде оптеретен желудникот, па и самиот организм. Значи секогаш има нешто што го мачи. А потоа пак би одело на 3 часа, да речеме околу 14-15 часот ручек, или пак еден од главните оброци кој треба да ги содржи, или пообилен да содржи протеини, масти и шеќери, ќе кажеме за тоа. Пак во пополадневни часови можеме уште една ужинка околу 17-18 часот и некаде вечерата би требало да биде постена, или како пети оброк во нашиот пример, околу 20 часот, што сакаме да кажеме, зашто 20 до 21 часот по завршување на секојдневни обврски, рекреации и така натаму физички активности, да имате оброк кој што потоа ќе можете да имате една пауза од 10-12 часа до утринските часови, каде што организмот пак ќе биде и одморен од овие оброци, и ќе ги користи сите резерви во текот на ноќти на спиење. Водата ја ставаме како дел од исхрана, нормално не користиме енергија и не ослободува калории водата, но зашто викаме вода не течност, тоа кажуваме затоа што водата прво ни помага, самиот организам е 70% состав на организмот од вода, значи сите наши мускули, делови на тела, ткива, наши органи се со вода и организмот има потреба од вода како течност, но има и од да ја внесува и преку исхраната. Тука не кажуваме не течност, бидејќи не пожелно да внесувате сокови, особено газирани, бидејќи содржат многу шеќер додатен, кој што е непотребен, а вишокот на храна и го оптеретува и се
и се не го троши организмот, туку ја складира како масти, односно тогаш доаѓа нели то дебеле. Водата треба да ја пиете од наутро до навечер континуирано, нонстоп да имате внесна течност, бидејќи сите овие работи се потребни за организмот да може да бидете подвижни, да функционирате во тек на денот. Структурата на еден оброк значи да биде, или што треба да содржи еден оброк, така да кажеме, треба да содржи протеини, да содржи масти и шеќери, односно тоа би било месо, речеме месни производи, каде што ќе имате поголем дел од протеини и малку масти, мешункасти производи, каде што ќе може да ја надокнадите тој дел за јаглен хидрат, односно шеќери, и обавезно да имате свежа салата, каде што ќе внесете, значи, минерали, витамини преку неа, па нели и влакна кои што нели ќе помогнат за метаболичкиот процес и за варење на храна, и тоа да пробате да го имате во сите три главни оброка. Да речеме, поедок ручек и вечера, каде што овој состав ќе биде нели измешан не еднаков, но ќе се потрудиме таков состав да имаме на оброците. Во оброците, например, оние што ги викаме ужинки, пак тука треба да биде содржано повеќе овошје свежо, да речеме првиот оброк, првата ужинка во препладневните часови може да биде со свежо овошје, попладневната ужинка да биде со нели јаткасти производи кои што сигурно пак се овошје, но дава доста растителни протеини, и нормално суво овошје кое што е полно со шеќери, но нели се природни шеќери, ги избегнуваме сите сладки кои што знаеме дека сите сладки генерално се штетни за нашата исхрана. Сега кога спомнуваме протеини, јаглехидрати и масти, што значи протеинот е она што ни е потребно за енергија во текот на ден, но и за градба на сите наши мускули. Вие внесувате, кратко, просто кажемо, месце или месо, протеин, но тоа ни е потребно за нашата градба, нашите мускули, и сите наши органи внатрешни се изградени од протеин и ни дава и енергија и градба. Јаглехидратите или шеќерите, така да кажеме, земени од исхраната, ни даваат енергија веднаш одат во крвотокот, значи во мускулите и во нашата крв имаме шеќер, кој што ни дава континуирано некоја енергија за да може да функционираме или да изведеме некоја физичка активност, ако сакаме, и повеќе од она секојдневно. Мастите ги има секогаш во исхрана, треба да ги има во помал обем, бидејќи сите процеси на согорување на храна и нејзина енергија, така едноставно да кажеме, се одвива без масти, да кажеме, невозможно или нездраво, така да кажеме, и мастите се оние кои што се потребни, кратко, за коса, ногти, кожа, вашиот изглед, значи она што се вика за сите делови, значи и за телото, ги имаме, каде што тие ни служат и за други, некои работи кои што може не се сега атрактивни во момент. И оние, кажаме, витамини, минерали, како микронутриенти се содржат во зеленчукот, кој овдека го представуваме дека е во главните оброци, овошјето го даваме претежно во ужините, така да сите витамини и минерали може да ги исцрпите од свежо и јаткасто овошје и зеленчук, и она што е важно. Значи да заклучуваме дека здрава исхрана е генерално правилен распоред на оброци, течности, не течност го сметаме само за вода, зеленчук обилно и многу да има во главните оброци, доста овошји, јаткасти производи во ужините, и правилен распоред, значи преку ноќ јадење во доцни вечерни часови или преку ноќ да нема. Нормално, додека ако сте повеќе физички активни, рекреирате, тренирате, затоа кажаме дека може плюс оброк, 5 до 6 оброка или малку пообилно. Ако сте малку попасивни или ги
избегнувате, немате толку физички активности, оброкот треба да е оптимален, бидејќи секој внес на вашата исхрана, организмот го смета за енергија, за потреба, но се што повеќе е внесено, не го испрла, туку го складира како масти, како некоја резерва за понатаму. Се надевам дека со ова успеавме да ви ги донесеме поблиску основните правила за правилна исхрана, која што воедно би требало да биде и здрава исхрана и да помогне за вашето здравје. Благодарам, до гледање.